Поглед со ултраширок агол. Ангелот Господов се улогорува околу оние кои него го почитуваат и ги закрилува. Стих 7. Има едноставна леќа за зумирање, а има и објектив со ултраширок агол. Духовно гледано, на Бог му припаѓа ултраширокиот агол, додека ние често го користиме едноставниот зум, гледајќи го она од што се плашиме, како да е поголемо од животот. Бог ја гледа целата слика, а не само делот кој е застрашувачки блиску. И повремено можеме да погледнеме од негов агол. Овој псалм на Давид зборува за спасување и е потсетник кој на многумина од нас им треба секојдневно. О, вкусете и видете дека Господ е добар. Давид извикува. Блажен е човекот кој кај него наоѓа прибежиште. О, плашете се од Господ, вие, светии негови, зашто на тие кои се бојат од него, ништо нема да им недостасува. Лавовите можат да премалат и да прегладнат, но на тие кои Господа го бараат, ниедно добро нема да им недостига. Стих 8-10. Треба да ја извадиме Божјата леќа со ултраширок агол, кога нашиот страф од околности го засенува нашиот праведен страф од Бог. Има повеќе отколку видливото. Бог е многу креативен во однос на оние кои се плашат од него. Факт што го открива за време на патувањето до закрепнување, од скорешноста поради злоупотребата во детството. Тој има начини да обезбеди нешта кои не можеме да ги замислиме. Она што можеме да направиме е да му веруваме. Може би изгледа како да сме заобиколени, но одзумирајте малку подалеку и Светото Писмо ќе ни ги представи оние моćни ангели кои ја извршуваат Божјата заповед. Псалм 103:20. Оние што се улогоруваат, стар збор, што значи позициониран, сместен или воспоставен околу нас. Кога ќе дејствуваат, кај непријателот ќе предизвикаат време на шок и стравопочит. Еми Клеменс. Додека се молите, заблагодарете му на Бога за ангелите кои се улогоруваат и дејствуваат.